Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Доаѓаме до глава 6, каде во првите 10 стихови читаме за неколку совети што Павле им ги дава на галатјаните, за тоа како треба да го градат нивното духовно заедништво. Минатиот пат видовме што значи да се живее по духот. Тоа е процес кој се учи во текот на целиот живот. По тој процес ќе се случи да паднеме, но од исклучителна важност е да го побараме Божјото простување и сила да продолжиме напред. Луѓето кои живеат по духот се луѓе кои ќе го покажат и плодот на духот, оние духовни квалитети за кои размислувавме минатиот пат. Денес ќе обработиме неколку стихови од глава 6. Ќе го прочитам првиот. Браќа, и да падне човек во некаков грев, вие духовните поправајте го таков со духот на кротоста, пазејќи се и вие да не бидете искушани. Кој е тој човек за кого пишува Павле? Зборот човек во овој стих има општо значење и се однесува на кој било маж или жена. Павле им вели на верниците да ги поправаат оние кои ќе паднат во грев со духот на кротоста. Ке се сетите дека токму кротоста е дел од плодот на духот. Апостолот е свесен за тоа дека во црквата ќе има луѓе кои паѓаат во грев и затоа пишува како другите треба да се справат со таквите ситуации. Грчкиот збор, преведен како грев, е параптома и буквално значи да се падне. Истиот збор се користи во Евангелијата кога во Гецеманската градина Исус падна на колена за да се моли. Во други стихови од Новиот Завет, овој збор се користи за оние гревови кои би ги нарекле мали гревови, односно гревови со помали и помалку сериозни последици. Како да се постапи во ситуација кога некој од црквата направил таков грев? Павле вели, вие, кои сте духовни, немојте да ги осудувате луѓето, туку помогнете им да се вратат на вистинскиот пат. За жал, некои луѓе го прават токму спротивното и наместо да се обидат да ги вратат грешниците на вистинскиот пат покажувајќи им љубов, тие пристапуваат со осуда и тоа не дава добри резултати. На грешниците им е потребна вистина, но и благодат. Да не го заборавиме тоа. Зарем не го направи тоа и Господ Исус за нас? Тој не соочува со фактот дека сме грешници, но исто така и ни дава можност да се покаеме и да се промениме. Кога паѓаме во грев, тој е тука да ни ја даде неговата рака, да не подигне, да ни помогне да ја исчистиме правта од својата облека и да ни даде сила да продолжиме напред. Навистина е прекрасно што го имаме Исус во нашиот живот и што не мора да се соочуваме со тие околности сами или да ги надминуваме со своји сили. Се надевам дека сте свесни за оваа реалност. Како што Господ Исус ни помага кога паѓаме во грев, така тој сака да им помогне на другите луѓе, а тоа често пати го прави преку нас. Затоа Павле вели дека духовните треба да ги поправаат оние кои паднале во грев. Секој од нас паѓа во грев, и тоа многу пати во животот. Како што Бог ви помогнал вам да се поправите кога сте паднале во грев, така Бог може и сака да им помогне на вашите ближни преку вас. Духовните луѓе не се повикани да ги тепаат оние кои се паднати, туку да им подадат рака за да можат да станат. Пред некое време слушнав интересно сведоштво кое многу добро ја доловува поентата што сакам да ја пренесам. Некој човек бил алкохоличар, но го слушнал Евангелието и му го предал животот на Христос. По неколку години станал и проповедник во локалната црква. Една вечер повторно се вратил на стариот порок и се опијанил. Иако му било многу срам, сепак ги повикал старешините од својата заедница и им рекол дека дава оставка. Старешините го прашале зошто сака да го стори тоа, а тој одговорил: вчера се опијанив. Тие не му поверувале. Откако ги уверил дека тоа е вистина, рекол: не можам да бидам проповедник и да се опијанувам, затоа сакам да си дадам оставка. Откако се помолиле, старешините на црквата му рекле дека не ја прифаќаат оставката и дека ќе му помогнат да не го повтори истиот грев. Го ставиле под дисциплинска мерка и некое време на вистина не проповедал, но тоа било период во кој тие разговарале со него и му дале до знаење дека се тука да му бидат поддршка. Кога се вратил пак во службата,
човекот имал силно сведоштво за тоа колку е важно да ги имаш вистинските луѓе во животот тогаш кога ќе паднеш во грев. Старешините на таа локална црква биле зрели луѓе, кои биле духовни хирурзи. Знаеле каде да пресечат и како да пресечат за да го спасат животот на пациентот. Знам, некои од вас можеби ќе речат, сепак сметам дека не требало да му дозволат пак да проповеда. Можеби сте во право, но факт е дека Бог ќе искористи таа одлука на старешините на црквата за да го врати проповедникот на вистинскиот пат. И затоа Павле вели: вие, кои сте духовни, поправете го оној кој паднал во грев. Најдобриот начин на кој може да се направи тоа е преку покажување на плодот на духот. Апостолот вели тоа да се прави со кротост. Гледате колку е важен плодот на Светиот Дух? Без него е невозможно да живееме во согласност со Божјата волја. Секогаш, кога ќе се најдеме во ситуација да се соочиме со некој кој сгрешил, треба да се прашаме себе си: како би сакал да постапат со мене кога јас ке сгрешам? Верувам дека тоа навистина ќе ни помогне да имаме правилна перспектива во вакви околности. Немојте да мислите дека вие сте имуни на правење гревови. Само прашање на време е кога и вие ќе бидете личноста што паднала во грев и ќе ви биде потребна благодата на браќата и сестрите по вера. Затоа, да им пристапиме со кротост на оние кои паднале во грев и да бараме од Бог мудрост и љубов како да им се помогне да се вратат на вистинскиот пат. Поднесувајте го товарот еден на друг и исполнувајте го така законот Христов. Ова е еден од стиховите со особено значење за мене, бидејќи ми е познат уште од детството. Всушност, има интересна случка поврзана со него. Пораснав во релативно мал град, во кој живееа многу фини и културни луѓе. Но, како и во секој мал град, така и ние имав еден човек кој би го нарекол полиберален во однос на неговите сваќања. Сите го знаевме како атеистот во градот. Тој уживаше да не провоцира со неговите прашања и сакаше да ни кажува работи поради кои нашата вера ќе биде разнишана. Секоја недела застануваше на јавни места каде што минуваа луѓето кои одат во црква и околу себе собираше толпа народ. Главна цел му беше да ја испенва Библијата, а тоа најчесто го правеше преку укажување на противречности во писмото. Еден од стиховите за кои најмногу зборуваше беше овој кој што туку го прочитавме. Прво, ќе го прочиташе Галатјаните 6:2, каде пишува дека треба да си ги носиме бремињата еден на друг, а потоа го читаше Галатјаните 6:5, каде што пишува дека секој треба да си го носи своето бреме. Потоа ќе речеше: гледате ли дека има противречности во Библијата? Искрено, не знаевме што да му одговориме и изгледаше дека некои луѓе беа убедени од неговите аргументи. Всушност, одговорот на ова прашање е релативно едноставен и навистина ми е жал што не го знаевме тогаш. Бремињата се својствени за сите луѓе. Можете да имате многу пари во животот, но да ви недостасува радост. Може да имате добро здравје, но да ви недостасуваат пари и слично. Така што, секој си има свое бреме во животот. Некои од тие бремиња се полесни, други се потешки, но сигурен сум дека секој од вас знае што значи да се има бреме. Познатиот писател Толстој напишал дека секое семејство си има своји проблеми и секој дом е несреќен на свој начин. Ние имаме една народна поговорка која вели дека секој плаче во својот гроб. Џорџ Херберт има напишано: никој не ја знае тежината на туѓото бреме. Не само возрастните, туку и децата носат одредени бремиња. Сите ние имаме бремиња, но тие бремиња се различни. Не знам дали ви е позната оваа информација, но во Библијата има 11 различни зборови кои може да се преведат како бреме. Генерално гледано, постојат две видови бремиња. Оние кои можеме да ги споделиме со другите и оние кои мораме да ги носиме самите. Токму тоа сака Павле да го каже во овој дел од посланието. Во градчето во кое живеев како дете, не знаевме дека постојат неколку грчки зборови кои можат да се преведат како бреме, но сега знам. Во 6.2 зборот преведен како бреме е барос и се однесува на нешто навистина тешко. Истиот збор се користи и во дела 15:28, каде е опишан првиот собор на црквата кој се случи во Ерусалим.
Апостолите рекоа: зашто Светиот Дух и ние одлучивме да не ви ставаме на вас никакво друго бреме, освен она што е потребно. Постојат бремиња кои можеме и треба да ги носиме самите, но има и такви кои Бог не повикува да ги споделиме со другите луѓе. Некој рекол дека споделеното бреме е полесно бреме. Некоја жена во Лондон се возела во автобус и во скутот имала тешка корпа. Гледајќи ја како се мачи, еден од сопатниците ѝ рекол: зошто не ја ставиш корпата на земја? На тој начин автобусот ќе те носи и тебе и твоето бреме, а ти нема да чувствуваш никаква тежина. Секој од нас има бреме кое може да го сподели со другите. Зборот барос може да се преведе и како грев. Гревот е навистина тешко бреме кое луѓето не треба да го носат сами. Кога станува збор за гревот како бреме, да се сподели бремето не значи да се вовлечат и другите во грев, туку да се побара помош за излез од таа ситуација. Слушнете што вели апостолот во стих 3. Зашто оној кој сам себе се смета за нешто, а не е ништо, тој се мами сами од себе. Според мене, во посланието до галатјаните можат да се најдат едни од најдобрите изјави на апостолот Павле. Веќе прочитавме и обработивме неколку од нив. Во стих 3 имаме уште една важна изјава. Ова е цитат кој многумина од нас треба да го отпечатат и да го закачат на ѕид. Оној кој сам себе се смета за нешто, а е ништо, тој се мами сами од себе. Ова се однесува на луѓето кои имаат високо мислење за себе. Таквите не ги мамат другите, туку самите себе. Пред некое време слушнав како еден човек вели за друг: би сакал да можам да го купам колку што вреди, за да го продадам колку што мисли дека вреди. Голем број луѓе имаат превисоко мислење за себе. Но оние кои навистина веруваат во Христос имаат реално мислење и реална слика за себе си. Стих 4. Секој нека си ги испита делата своји и тогаш ќе има пофалба пред себе самиот, а не пред друг. Со други зборови, Павле вели: немојте да мислите дека треба да трчате наоколу и само да барате жртви на кои ќе ги префрлите своите бремиња. Зошто? Стих 5. Зашто секој ќе го понесе својот товар. За какво бреме, односно товар, станува збор во овој стих? За разлика од претходното за кое читавме во стих 2, ова е бреме кој секој може и треба да го носи. Многу е интересен грчкиот збор кој е употребен во овој стих и е преведен како бреме. А покрај другото, може да значи и бебе во утроба. Како што мајката сама го носи бебето во утробата, така има и некои бремиња кои христијаните се повикани да ги носат самите и да не ја бараат помошта од други луѓе за тоа. Бог ни дава одредени нешта во животот кои треба сами да ги носиме и не е здраво да ја бараме помошта од другите за тие нешта. Во речникот Вангалс, зборот сам е опишан како еден од најтажните зборови кои човек може да ги изговори. А апостолот Павле не повикува сами да си ги носиме некои од бремињата кои ќе ни бидат дадени во животот. Едно од бремињата кои мора сами да ги носиме во животот е болката и страдањето. Ова се однесува и на здравствените проблеми. Се сеќавам кога нашата ќерка беше мала. Еден ден качи многу голема температура и моравме да ја однесеме во болница. Во тој момент ќе дадев се што имам во животот само да можам да ја земам таа температура на себе и јас да ја трпам наместо неа, но не можев. Некои нешта мораме да ги носиме сами и никој не може да ни помогне во тоа. Истото се однесува и за душевните болки. За нив можете да разговарате со други луѓе, но морате да ги носите самите. Ке дојде и ден кога ќе тргнете низ она што Библијата го нарекува долина на смртната сенка. Секој од нас ќе се соочи со смртта. Тоа е реален дел од животот. Колку и да е трагично, сепак ќе искусите и никој не може да умре на ваше место. Еден од најважните моменти на човечкото постоење е Божиот суд. Секој од нас ќе се појави сам на тој суд. Сите мораме да се појавиме пред нашиот Создател за да дадеме отчет за нашите животи. Ако сакате таа средба да биде благословена, време е да се покаете за своите гревови и да поверувате во смртта и воскресението на Господ Исус Христос, кој се даде на крстот за вас. Има уште едно бреме,
кое не само што не можеме да го споделиме, туку и не можеме сами да го носиме. А тоа е бремето наречено грев. Тоа е бремето кое Господ Исус го понесе на себе на крстот. Тој вели: дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. А во следниот стих вели: земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Дали имате грев во вашиот живот? Тоа е бреме кое не мора, а и не можете да го носите сами. Донесете го кај Христос, покајте се за Него и Тој ќе ви прости. Немојте да ја пропуштите таа шанса која ќе ви го промени животот. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.